Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, денеска на дневен ред на оваа седница е поставен предлог на закон за решавање на спорот помеѓу владата и Макметрол АД Скопје по пат на спогодба. Во интерес на јавноста се работи за закон во 5 члена, кој што е поднесен до собранието и до нас пратениците и со кој се бара ние како собрание да дадеме зелено светло за да може владата да донесе одлука, односно да случи спогодба по спор кој што е стар 15 години. Сметам дека со поднесувањето на ваков закон за решавање на спорот со Макметрол по скратена постапка, владата има намера да му исплати на Макметрол 33 милиони евра, со што уште една се докажува дека владата воопшто не се грижи за граѓаните на Република Македонија и уште еднаш премиерот Зоран Заев докажува дека единствен негов интерес се неговите бизниси, провизии и интереси. Се поставува прашањето зошто упорно се турка овој закон, зошто Зоран Заев сака сега и веднаш да изврши исплата на буџетот на Република Македонија за гасовод стар 22 години во време на најголема економска и здравствена криза. Во услови во кои само годинава имаме повеќе од 50.000 невработени поради пандемијата од COVID-19, во услови кога повеќе од 30.000 деца немаат услови да следат онлайн настава, во услови кога нашата земја буквално питачи по белиот свет за донации од вакцини, наместо владата како одговорна да ги насочи овие пари кон она што е суштествено и итно, а тоа е помош на стопанството и на граѓаните, нашата влада ги насочува овие пари за исплата на спогодба на која што не е местото во ова собрание. Со овој закон, владата на Република Македонија врши директен упад во работата на собранието и од позиција на моќ сака да го злоупотреби собранието и да ги вплетка пратениците во сомнителна сделка, која најверојатно ја ветил премиерот или претходно ја договорил. Ако се земат во предвид способностите на премиерот Заев за решавање на спорови, тогаш може однапред да се заклучи дека граѓаните ќе останат повторно со кратки ракави. Зошто не треба да се расправа по овој закон во собранието? Прво и основно, со овој закон се аминува, се дава зелено светло на владата и на Заев да подпишат спогодба со која државата веднаш, повторувам, веднаш ќе исплати 33 милиони евра на Макметрол АД Скопје. Како пратеник не се согласувам и со начинот на кој што се предлага овој закон. Овој закон се турка по скратена постапка, а сепак се работи за огромни народни пари кои што треба да се исплатат од државниот буџет, повторно повторувам, во време на најголема економска и здравствена криза во која што се наоѓа Република Македонија. Не се согласувам исто така и со формата и со содржината на законот. Како што кажав, законот содржи 5 члена, 5 штури членови во кои што на мала врата сака да се протне ова спогодба од 33 милиони евра. Која е целта на овој закон? Според мене, владата на Заев сака да го злоупотреби мнозинството. Вас, колеги пратеници од мнозинството, да се заскрие позади пратениците во ова собрание со цел кога ќе ја подпише спогодбата, тој да нема никаква одговорност, туку таа одговорност да се префрли на колективниот орган, на друг колективен орган, тоа е законодавниот дом, се извинувам. Почитувани пратеници, ве повикувам да не учествуваме во овој циркус. Не смееме да дозволиме Зоран Заев да не понижи сите нас. Собранието на Република Македонија не е судски орган, нема инструменти со кои може да потврди дали се работи за праведна или за неправедна спогодба. Ние немаме мандат
ниту според законот, ниту според уставот, ниту според деловникот, да решаваме трговски спорови на владата. Во содржината на законот стои дека со решавање на спорот ќе се утврди учеството на секоја од страните, а тоа е страната на државата и страната на Макпетрол. Собранието, повторувам, не е надлежно да носи вакви закони и никој нема право на собранието да му делегира да решава спорови кои што се помеѓу владата и било кое акционерско или трговско друштво. Како ние да знаеме, почитувани колеги, дали е делот сразмерен или не? И зошто да дадеме зелено светло да се исплатат 33 милиони евра од буџетот за решавање на оваа спогодба? Како што се вели во предлог законот, без ниту една судска завршница на тужбите кои што се поднесени поради овој спор, овој закон ни доаѓа во собранието. Значи, имаме тужби поднесени и од страна на државата, имаме тужби поднесени и од Макпетрол АД Скопје. Има и против тужби, така да овој закон му е местото да заврши на почеток, па и до крај во судовите на Република Македонија, каде што ценетите судии ќе го дадат своето последно мислење и ќе донесат пресуди по сите постапки. Зошто ние да се инволвираме во решавање на еден ваков голем, крупен спор, кој што има огромни финансиски импликации како пратеници, а при тоа да немаме никаков инструмент со кој што знаеме дали е праведна или е неправедна оваа спогодба. Можам да ви укажам дека владата, односно премиерот Заев, според законот за влада, според членовите 11, 12, 15, 16 и 17, има право и можност да си ја преземе одговорноста и доколку смета дека е издржана спогодбата, тој самиот да ја подпише, а не да се крие позади нас пратениците. Нека ја подпише сам, па потоа ќе дојде денот кога ќе се преиспита неговиот подпис. Доколку е сигурен дека оваа спогодба е праведна, тогаш нека ја преземе и целата одговорност, нека го подпише овој закон, оваа спогодба, нека си донесе одлука во рамки на владата, каде што и е местото. Исто така, во контекст на ова што го зборувам, оди и мислењето на државниот правобранител, кој што вели, кој што претходно со заклучок на влада му било укажано да ја подпише оваа спогодба. Замислете сега каква игра се прави овде. Државниот правобранител, совесно и свесно согласно законот, ја враќа исто така со допис до владата и му кажува дека владата е одговорна за случување на вакви и за решавање на вакви спорови, односно за ставање подпис на вакви спогодби. Ќе ви кажам и зошто, како што претходно напоменав. Постојат тужби кои што се уште се во судовите. Да не избрзуваме. Државата тврди дека и припаѓа повеќе од 54% од гасоводот. Во тужбата која што државата има поднесено кон Макпетрол, исто така се наведува дека државата има штета затоа што не е извршено примопредавање на гасоводот од 2006 година. Потоа, дека државата претрпела штета која е направена од работењето на Макпетрол со гасоводот во периодот од 1996 година до 2006 година. Значи имаме овдека нерешени имотно-правни и други должничко-доверителски односи. Она што е поважно, државното правобранителство со истиот допис вели дека има разбирање за важноста на спорот и дека побарува ова да се пренесе до собранието, но сепак се повикува на тоа дека овој гасовод почна да се гради со одлука на собранието тогашно на Социјалистичка република Македонија, без при тоа да се повика на кој член, на кој пропис, на кој закон се повикува, така да сметам дека и тука без основ се префрла повторно топката на собранието на Република Македонија. Во законот се вели дека со донесувањето на овој закон ќе се заштити имотот. Токму така, почитувани колеги и пратеници, во наш интерес е да го штитиме имотот на граѓаните на Република Македонија. Да ги заштитиме парите на граѓаните на Република Македонија. Токму затоа ве повикувам и апелирам, не му давајте зелено светло на овој закон.
владата има право, можност, законски основ да си го реши овој спор внатре во владата и да си го потпише овој закон Зоран Заев. Благодарам. Диме Велков.